дозволија да ја одржиме Академијата во Порта Македонија. Меѓутоа и покрај се традицијата ќе ја продолжиме и за почеток накусо за некои биографски податоци за славеникот. Пред 2375 години, на 22 јули 356 година пред новата ера, во македонската престолнина Пела се роди големиот македонски император Александар III Македонски, син на великиот цар Филип II Македонски и на царицата Олимпија, ученик на Аристотел Македонец. Со неговите 33 години живот остави длабоки траги во историјата на човековата цивилизација. Со своите походи, на кои неговата војска за 8,5 години помина 18.000 километри, создаде империја каква што до ден денеше не постоела во пространство, ниту пред него, ниту по него. Великиот цар Александар III Македонски, крал на Македонија и хегемон на елините, крал на Вавилон и фараон на Египет, цар на Персија и крал на риевците, најголемиот император во светската историја. Тој е единствениот војсководец на сите времиња кој своите војски, непобедливите фаланги, ги подигна во невиден, војно научен истражувачки поход. Иако сакал да го открие почетокот на раѓањето на сонцето, а со тој почетокот на светот, секаде каде што поминал, истражувал, проучувал, градел и носел напредок. На моменти со сила, на моменти со сесрдно прифаќање од оние кои сакали и успеле да погледнат подалеку во иднината. Великиот цар Александар III Македонски најмногу од се сакал да се одликува со севкупното знаење, а не со власта која му припаѓала. Со себе го донел најголемиот процут на науката, просветата, културата и слободоумната мисла. Иако неговиот живот траел околу 33 години, а неговото владење помалку од 14 години, оставил огромно наследство во целиот прогресивен свет, поради што други светски императори го имитирале. Неговите војни стратегии и потфати и денес се темел на изучување на светската војна доктрина. Неговите истражувања во сите науки се база на научната мисла воопшто. Неговото сваќање за духовната сила и моќта на самосвесноста на секој човек се основа за сите денешни религии, а најмногу од се неговиот поглед на микро и макрокосмосот е фундаментот за човечки подадената рака кон секој кој ја сака и почитува планетата Земја. Следбеник на Херакли и Ахил во силата и храброста, поклоник на Зевс и Амон во верата и љубовта, жртвеник на Ат и Селена во издржливоста и истрајноста, веселник на Дионис и Бахо во хармонијата на звукот, поет на Хомер во топлината на зборот, тој бил и ќе остане символ на човековата возвишена светост. Тој го отвори патот на новата цивилизација и од потопот остави само бледо сеќавање за она што значи неукост и дивјаштво, за да го одбележи почетокот на новото раѓање на новиот милениум. Именуван да биде бранител на човековиот род пред нескротливата природа, до денес остана неповторлив патока за сите свртени кон сонцето и храбри како лав, кои најмногу од се почитуваат вистината. Упокоен е на 10 спроти 11 јуни 323 година пред новата ера во Вавилон. Неговата гробница остана енигма до денес, повод е на бројни преданија и локации. Македонците веруваат дека царот на царевите е погребан во границите на републикава, како и неговиот татко, великиот цар Филип II Македонски. Божја волја е кога некрополите ќе бидат обелоденети и отворени, светот да ја види истината за македонците и за Македонија. Почитувани браќи и сестри македонци и македонки, чествувањето го восстановивме на 25-тото Генерално собрание на Светскиот македонски конгрес, одржан на 9 август 2015 година со резолуција за чествување на Александар III Македонски на денот на неговото раѓање на 22 јули. Светскиот македонски конгрес и Сдруженијето антички македонци од Богданци уште во 1990 година доставија писмено барање тогашното собрание на градот Скопје за изградба на огромен споменик на Александар III Македонски врз неговиот конј Букефал на постамент во фонтана со 16 лавови на централниот плоштад Македонија во престолнината на државата Македонија. Радува што после 21 година на 21 јуни 2011 на постаментот во фонтаната на плоштадот Македонија во градот Скопје, во присуство на градоначалникот, авторката на идејниот проект Валентина Стефановска, а со помош на Министерството за култура и владата на Македонија,
се постави споменикот на големиот цар на Македонија, Александар III Македонски, на неговиот коен Букеров. Врз основа на членот 4 од Законот за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, во кои спаѓаат и фонтаните, на 7 јули 2016 година испративме до Советот на градот Скопје иницијатива за донесување одлука за определување Александра III Македонски за име на фонтаната со конјаник на плоштадот Македонија во Скопје. Предлог одлуката повторно доставивме на 17 јули 2017 година, меѓутоа за жал до денес не беше процесуирана. Меѓу актуелните советници на градот Скопје, тоа е речиси невозможна мисија. Имајќи предвид дека со велепредавничката спогодба Димитров-Кодзијас, која влезе во сила на 12 февруари 2019 година, со членот 8 став 2 во рок од 6 месеци од влегувањето во сила на 12 август 2019 година, владата на Заев прези до врска да го преиспита статусот на спомениците, јавните згради, инфраструктурата на незината територија, доколку истите на било кој начин патуваат во наводници на античка елинска историја и цивилизација, што представува составен дел од историското или културно наследство на Грција, како што договарале Димитров и Коцијас, да презеде соодветни корективни действија со дел делотворно да го разгледа прашањето и да обезбеди почитување на таквото наследство. Имено на сите споменици да биде поставена информативна плочка дека се дел од, во наводници, елинската цивилизација. За нас тоа е неприфатливо. Ќе сториме се спогодбата Димитров-Кодзијас да замине во црните страници од македонската историја, а спомениците на културата се разбира да ги чистиме од владиното сквернавење, продавајќи ги на други и туги. Горди сме, достојно ќе го браниме и одбраниме името на татковината Македонија и идентитетот на македонската нација. Голема благодарност имам чест да го споменам и во оваа прилика покојниот професор доктор Ташко Белчев, кои со неговите бројни дела, за жал остана неотпечатени, во ракопис ги постави темелите на науката за древна Македонија во републиката. Вечна слава на големиот цар на царевите Александар III Македонски, кој дуплно не обединува каде и да сме. Сега би му дал збор на председателот на одборот за одбележување на животот и делото на Александар III Македонски, господинот Паскал Камбуровски. Повелете.